7 денови по невремето и излевањето на Поројска река, селото се уште е со низа проблеми. Делот од магистралниот пат Тетово-Јажице кај Порој натаму е блокиран. Половина од селото е без вода за пиење, но и останатиот дел каде што има вода истата е загадена и се препорачува да не се употребува за пиење. Селото се снабдува преку достава од цистерни и флаширана вода и истото е отсечено поради урнатиот мост. Ние од наша страна патот го отворивме, само се чека стручно мислење од Македонија пат да доаѓат тие, да констатираат со своите инженери дали е мостот оштетен, дали е функционален и дали може да се пушти во употреба, и тоа ќе биде значи конечно нивна одлука или тие како ќе го преценат тоа. Значи од наша страна, од страна на Дирекција за заштита и спасување, значи мостот и е расчистен и водата значи е ставена испод мостот, ама има уште многу работа. Надлежните се на терен, но работите течат мощне споро и покрај најавите дека на терен има 12 багери и 38 камиони. Оваа слика поинаку ја пренесуваа жителите на селото. Ни доаѓат од власта овде мислим, доаѓат и ни кажат ќе ви помогнеме, ќе правиме ово, ќе ово. Добро, овде секој доаѓа на пат да гледат што работи сир, значи гледат као на фудбалски терен. Нека идат доле да видат на земјоделците што прават таму. Греота, тоа има огромна оштета. А овде нема ни еден инженер, ни еден архитект или било кој да менеджира со работа, не. Но носи еден камион, пиши 10 камиони. Тоа е ненормално. Сите тие краци. Според првичните проценки на комисиите, штети има на околу 50 хектари земјиште, претежно житни и градинарски култури. Зад камерите, тетовци зборуваат дека во Тетово видели и поголеми поплави, но и побрзи интервенции.